Благодарам колега Джафери, почитуван колега Бетјан Китев. Прво по однос на тоа што го споменувате како антиквизација. Јас еднаш поставив едно, сега ќе поставам две прашања. Првото е, дали бевте член на СДСМ 2004 година, ноември-декември, кога советниците на СДСМ, кога премиер беше господинот Бучковски, вице-премиер господина Шеќеринска, донесе одлука со колегите од ДУИ во Советот на град Скопје да се изгради споменик на Александар Македонски со буџет на градот Скопје и на Република Македонија. Втората работа. Имаме тука колеги и од општина Штип. Вие сте од општина Кавадарци. Во општината Штип, градоначалникот СДСМ беше господинот Панде Сарев. Колку што се сеќавам, мислам дека беше од 2005 до 2009 година. Господинот Панде Сарев, исто така како градоначалник, донесе одлука и подигна во рамките на скромните можности споменик на Александар Велики во општина Штип, кој што и ден денес е таму, на главниот плоштад. Дали тогаш вие бевте член на СДСМ, дали овие работи ги сметавте за соодветно оддавање на почит кон историјата или за историска провокација, за умесно трошење на пари или за неумесно трошење на пари, за нешто што помага на Македонија, на Штип и на државата во локални или во меѓународни односи. И третата работа што исто така сметам дека би било добро да се спомени, ако имате време да одговорите. 14 јули во Кавадарци концерт имала Кристина Арнаудова и Нокаут. Зошто имаа концерт? Владата на големи звона објави дека имаме покана за НАТО, иако покана ја видовме. Кога добива покана, министерот за надворешни е поканет и седнува на масата на НАТО. Овој пат не седна, видовме како еден премиер бакна пенкало и тоа беше се. Но еве да речеме дека и тоа го сметале за покана. Имаше прослава, каде што се потрошија буџетски средства и владата плати за многу концерти одржани на плоштадите, кои што не беа масовно посетени, но сепак се одржа прослава. Ако овој договор беше прифатен од народот, е историски, е успешен, отвара перспективи, сите го обожаваат и поддржуваат, тогаш народот сам ќе излезеше да слави. Како што славеше кога господинот Црвенковски, Бучковски, Никола Димитров и Шеќеринска организираа покана во ноември 2004 година, кога Америка не призна подуставното име. Овој пат се гледа дека има една хипокризија. Се зборува за народот, а народот ниту е поканет, ниту излегол да слави. И на крајот, зошто ставот на господјата Илинка Митрева, истакна член на СДСМ и исто така умешен министер за надворешни работи, како и господинот Димитров, да биде помалку важен од неговиот став, кога таа и овој пат рече дека уставот не треба да се менува. Благодарам.